Благодарам, Симуна. Токму така се наоѓаме во пунктот за бездомници на Црвениот крст на град Скопје, што се наоѓа во Момин поток, местото каде што се засолнуваат, каде што се згрижуваат бездомните лица, но и каде што им се дели топли оброци, но и други услови. А за тоа какви услуги нуди Црвениот крст на град Скопје, утрово разговараме со Драгана Лазаровска. Драгана, добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро и најнапред нека се среќни новогодишните и божикните празници. Добро утро и од мене, поздрав до сите гледачи на македонската телевизија, нека се среќни и весели новогодишните и божикните празници. Драгана, за почеток, каква е состојбата на терен? Колку бездомни лица во моментов се згрижени во овој пункт на Црвениот крст? Како што може да забележат гледачите, се наоѓаме во Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст во Момин поток, едно уникатно место во градот Скопје, едно единствено од овој тип, отворено во 2008 година и веќе 18 години во континуитет ја даваме потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица, бездомниците. Во Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст веќе 18 години постои мултидисциплинарен тим кој што го сочинуваат доктор, социјален работник, психолог и работен терапевт. Тоа значи дека овој стручен тим во изминативе 18 години ја дава потребната помош и поддршка, исто така и консултативни разговори за конкретно за оваа целна група, за да реално ги извадиме од маргините на кои што се западнати веќе подолг временски период од нивниот живот. Вкупната бројка во Црвениот крст со која што оперираме и ги услужуваме бездомните лица на дневна основа се 160, тоа значи дека во средите услужуваме негде 60 бездомни лица, додека во Петоците негдека 100 бездомни лица. Од пред една година сме и лиценцирани, порано бевме пункт за бездомници, сега новото име е Центар за дневен престој за бездомни лица пред Црвениот крст, со поддршка на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Од пред една година сме и со новото име и сме лиценцирани, тоа значи дека освен среда и петок, секој работен ден од понеделник до петок од 8 часот до 16 часот во овие простории, како што може да забележат и гледачите, во текот на целата година се услужуваат постојано бездомни лица. Имаме лица кои што се со решени доаѓаат секојдневно, значи не остануваат само среда и петок деновите како што беа претходно. Истите услуги, облека, храна, лекови, медикаменти, суплементи, разговор со доктор, психолог и социјален работник, се даваат од понеделник до петок и тоа во континуитет веќе цела година. Ги споменавте психолог, социјален работник и лекар, со какви најчесто здравствени и социјални проблеми се соочуваат лицата што престојуваат во овој дневен центар? Заради неквалитетниот и лош живот кој што го живеат бездомните лица на скопските улици, па поготово во екстремно ниските сурови температури кои го зафаќаат градот Скопје негдека на почеток на месец декември, па кој што негдека секојаш трае да речеме до крај на март, бездомните лица се соочуваат и заради нередовното конзумирање на квалитетна храна и на напитоци и заради неводење на хигиенски живот, најчести здравствени проблеми кај оваа целна група се пред се кардиолошките, пулмолошките, дерматолошките, исто така во голем дел кај бездомните лица, заради неквалитетниот живот се појавуваат исто така и туберкулозата и во голем дел кај бездомните лица постои и диагноза на епилептични напади. Во однос на социјалните проблеми со кои што се соочуваат, пред се тоа е самата дефиниција, бездомното лице е лице кое што нема постојано живеалиште, односно покривна глава, односно некој вид на дом, па од тука и отсутството на дом кој што ние сите останати граѓани го имаме, а тоа е едно место кое што му нуди сигурност, безбедност и топлина. Исто така во голем дел порано имаше и голем број на фантоми, лица кои што нема никаква лична документација, но тој проблем веќе 18 години се среди, па сега можам да се пофалам со бројка негдека од 95% од вкупната бројка на бездомници кои што се обезбедени со лична документација, па таа некако е во корелација со обезбедување на сите тие социјални права или права од непосредна социјална заштита. Драгана, кажете ми како функционира теренската работа, како теренските тимови стигнуваат до овие бездомни лица за да може да им помогнат?
18 години во Црвениот крст постои акцијски план конкретно за студениот, односно за зимскиот период. Па така и оваа година сме веќе отворени со привременото прифатилиште за прием на бездомни лица при екстремно ниските температури. Да го наречам суров или страшен период за бездомните лица е токму се ноќните часови, секако дека и во текот на денот е наладно, но постои мобилен тим веќе 18 години каде што циркулира низ градските скопски улици во централното градско подрачје или без разлика каде и да се дојави бездомно лица. Дојавите најчесто стигаат од совесни хумани граѓани, кога ќе забележат бездомни лица, постојат линии каде што можат во текот на на целиот зимски период да пријават бездомни лица и со тој патролен тим патролен тим постои патролно возило, каде што секогаш во тоа возило е снабдено со капашал, ракавици, вреќа за спиење, кебиња, топли напитоци, топла храна. Има и такви бездомни лица кои што на терен заради некои своји лични причини и убедувања одбиваат да дојдат во центарот за дневен престој, но некако ние правејќи разговор на лице место, барем ако не друго им ги даваме сите тие потребни нешто кои што ги носиме во самото возило, а сите тие останати бездомници кои што ќе прифатат поголемиот дел се такви, затоа што знаат дека ако останат на тие сурови температури дека може да западнат во хипотермија и да дојде до смртен исход и прифаќаат да бидат транспортирани со патролното возило до стационарниот дел, односно до прифатилиштето, каде што го сочинуваат машко и женско оделение. Кога би направиле споредба во однос на минатата година, имаме ли изголемување на бројот на бездомни лица што побарале помош од вас? Секако дека има секоја година зголемување на бездомни лица кои што доаѓаат да ги користат сервисните услуги во центарот за дневен престој. Некако од 2019 кога се појави корона-19, таа епидемија можам со право да кажам дека ги изголеми за 50% бездомните лица кои што од претходните 100 бездомни лица до 2019 кои што ги услужуваме, сега оваа бројка е зголемена на 150-160 бездомни лица. Можам да кажам со право дека во изминатава 2025 година некои нови 5 до 7 бездомни лица имаат побарано помош и поддршка од единствениот центар за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст. Какви активности имаат тука бездомните лица? Што е она што го прават во текот на денот? Секако дека имаат активности, значи гледаме да од нив направиме повторно корисни, продуктивни и реално солвентни лица кои што самите за себе ќе се грижат и ќе заработуваат. Конкретно и тоа се прави конкретно со проценка од социјалниот работник и психологот, каде што надвор од центарот гледаме да ги поврзаме со помали или поголеми општествено одговорни компании. Тоа го правиме веќе изминати во 18 години, можам да се пофалам со 20 бездомни лица вработени кои што никогаш повеќе не се вратиле во центаров. Конкретно во активностите кои што се случуваат тука во самиот центар, секако дека ги поврзуваме тие активности заедно да бидат во корелација со бездомните лица, затоа што и кога ќе дојдат тука не е само да го добијат оброкот топлите напитоци, да поразговараат со стручниот тим, напротив ги активираме и ги ставаме во позиција да не бидат само во некоја сидечка позиција, напротив помагаат, имаме бербер кој што е вработен и е дел од бездомниците кој што се плаќа со соодветна надокнада. Имаме бездомни лице кои што 3 пати во неделата го чисти надворешниот дел, односно дворот, и имаме бездомно лице кое што реално помага и во магазинското работење, но сите останати бездомни лица секако дека се активираат при поголеми акции и активности кога, да речеме, слави Црвениот крст и означува некој значаен ден за Црвениот крст кој што е, и секако дека има бездомни лица кои што се ставаат во позиција да бидат да ја одржуваат хигиената после целиот тој нерад што ќе се направи, секако се плаќаат тие бездомни лица и им се дава одредена надокнада. И Драгана, за крај на нашиот разговор, како граѓаните, но и компаниите, рестораните можат да се вклучат и да ја помогнат работата на вашиот центар? На кој начин? Јас пред се сакам да се заблагодарам до сите општествено одговорни компании, веќе 18 години, малтene истите компании не поддржуваат, помали или поголеми, за нас сите се тие значајни. Секако дека во секое време, дали ќе биде тоа приватно лице или правна фирма, компанија, дека може да дојде во секое време и да својата желба и интерес во однос на донации за Центарот за дневен престој за бездомни лица може да ја даде или да ја донесе во
конкретно во овој центар и потоа да се подели конкретно кон оваа целна група. Имам отворен апел да сите останати компании кои што сметаат дека може да дадат дел од сопствените, да ги наречам, ресурси, а се ни е потребно, највеќе е потребно облека, чевли, храна, напитоци, хигиена, медикаменти кои што големи се трошоците конкретно за сите овие потребни нешта на бездомниците, па во голем дел би да речеме поддржали и покриле за одлично функционирање на центарот во текот на целата година. Драгана, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви посакувам успешна работа и да се надеваме дека оваа бројка на бездомни лица се повеќе ќе се намалува. Токму така, јас имам најголемата жилба во 2026 година да оваа бројка пополекано сигурно се намалува. Тоа го прави и стручниот тим во Центарот за нивен престој. Тоа не е едноставна мисија, затоа што тоа се лица кои што ги имаат изгубено сите, да речеме, релации, односно и контакти со општеството и со најблиските семејства, па единствено нас не гледат како нивно семејство, но тука ќе направиме огромни напори да во 2026 година да дел од бездомните лица кои што се подобни, кои што се способни, имаат квалитети и афинитети за да се вработат, ќе го направиме тоа со поддршка на помали или поголеми компании. Ви благодарам. Утрово од Центарот за дневен престој на бездомни лица разговаравме со Драгана Лазаровска од Црвениот крст на град Скопје за тоа колку лица се сместени во овој центар, понатаму какви услуги нуди овој центар и на кој начин може да им се помогне на овие лица. Симона?